околу пола век сте активни во сферата на археологијата, имено сте и професор на филозофскиот факултет во пензија на Институтот за историја на уметност и археологија. Доколку може да ни дадете еден ваш краток опус на вашиот професионален пат, бидејќи вие сте еден од најистакнатите македонски археолози? На почетокот би рекол учев со професорот Миколчич. Значи, на терените тоа беше фаза, јака теренска фаза од 75-та, па негде до 80 и некоја 90-та, 92-та, 3-та веќе и јас го да речем раководев со па и неколку претходни години со теренските акции, сепак он беше активен раководител на проектот. Значи на почетокот истражувавме утврдувања, тоа беше таа прекупација, тоа е полеогенезата, развојот на градовите. Тоа се работи за античката цивилизација и тоа би рекол со малку или повеќе така девијации лево-десно во протоисторијата, бидејќи во протоисторијата се градат утврдувања, нели она што велиме железно време, прва половина, прв милениум пред новата ера и средниот век, но се задржав на антиката, на античкиот период. Значи, во текот на тие децении повремено се допирав и до некои други теми, малку, да речем, античката градежна керамика, тоа беше мојата магистратура. Потоа, 1990 година започнав со интензивно проучување на архитектонската камена пластика, камените елементи во Република Македонија. Тоа го работев некаде 13 години и од тоа произлезе мојата докторска дисертација, нели корпусот на камената пластика во Република Македонија од раната антика, а и во главно акцентот беше на римскиот период, рано-царскиот период и доцно царскиот период и рано-византискиот 6 век. Со тоа што тоа траеше до 1999-та, 2000-та одбранив дисертацијата, 2001 и 2002 доработував, нели ги публикував тие два тома, околу 1250-60 страници беа тоа. И на крајот влегов во едно финале, да речам јас интерпретативно финале, во кое напишав една статија посветена на толкувањето на објектите на ранохристијанските базилики, со тоа што издавачот на издавачката куќа Македонска цивилизација ми рече, јас сакав да се тоа печати во списанието Македонско наследство, Macedonian Heritage, двојазично. Меѓутоа, директорот рече, вика, многу се тоа 60 страници, толку е списанието, напиши си книга. И би рекол ми направи добрина, седнав уште една година и 2003 излезе ранохристијанска црква, а 2007 ја преведов малку да работив и на англиски јазик, со таа излезе во отпечат со називот Early Christian Cosmos. Значи, тоа е нешто што, ја би рекол, еден вид на современа Библија на дел паганството и дел раното христијанство, каде што луѓето можат да најдат толкувања, објаснувања на моментите, случувањата, како рано христијанските теоретичари успеале да ги преработат паганските верувања во задгробниот живот и да ги вклопат во објектот, нели, на црквата, базиликата, и да понудат таа идеја да ја понудат, нели, на народот под модусот, нели, нов живот. Значи тоа е идејата и тоа функционира до ден денес. Нели, иако можеби треба веќе да се размислува за нов модел на местото на молењето, нели, на црквата, нов модел, но добро, тоа сега не е баш. Инаку паралелно магијата беа истражувањата, експедициите,
на старите градови и тврдини. Значи, градовите од пораниот, раноантичкиот период, тоа се градовите на локалните жители, старожители на Република Македонија. Воглавно се тоа античките македонци, пајонците, значи тие оформиле кралства, мали кралства, северно од кралството Античка Македонија, кралството Пелагонија, кралството Агријанија, потоа тука е кралството на, или веројатно кнежество се уште на Пенестите, тие се најсеверно македонско племе, Пенестите, во Кичевско и во Полог најверојатно живееле. Според Тит Ливи, тие се епирско племе, значи тука според истражувачите, според некој илирско, меѓутоа истражувањата докажуваат дека се најсеверно македонско епирско племе. А тука се дасаретите, исто епирци, нели, македонци, и линкестите, воинствените линкести во битолско-леринскиот, нели, предал. Тоа е тој поран, да речем, културен субстрат, популацијски субстрат и цивилизацијски, нели? Тие оформиле своји цивилизации, кои подоцна во вториот век пред Христос бидуваат, само да речам, уште пред тоа, нели, уште од 5-тиот век долно македонското кралство постепено атакува на север и ги анектира овие кралства што ги споменав и веројатно со една протективна улога, бидејќи не им сметале на античките македонци овие цивилизирани кралства. Меѓутоа им пречело тоа што овие кралства не успевале да соберат воена сила да се заштитат од упадите на северно-балканските, да речам, племиња кои упаѓале во Македонија и од северо-запад, нели, и лирските племиња, дарданците, од исток се медите, нели, и тие морале, биле принудени, па видите уште во 4-тиот век Александар праќа воени единици да ги заштитува агријаните во Скопско. Значи тука во Скопско ние имаме македонски воени кастели, тврдини, кои што го штитат локалното население, не дозволуваат дарданците да упаднат надоле во Скопско и да идат преку Велес надолу кон, да речем, Пела, нели, кон Долна Македонија. Тоа е нешто што уште е малку познато, но тоа се случува кај нас. После тоа, втората кралска куќа, нели, династија Антигонидите, се обидела, нели, односно Филип Петиот, нели, да го реосвои Скопско, кој веќе потпаднува после гинењето на кралот Деметри II, 229 година пред Христос, се обидува да го поврати Скопско, меѓутоа Филип Пети не успеа. Мислам дека има и влезено Истер Студеничани кој има заземено, тоа било кратко време. За жал, ние Истер Студеничани не можеме да го истражуваме, бидејќи локалното население таму има приватни парцели и не дозволуваат да се погледне таму, а камали да се истражува. За жал, а Истер Студеничани е еден од трите раноантички градови во Скопско, нели, Бразда, и Студеничани и Нерези, Долно Нерези, тоа се тие. Сега, после тоа доаѓаат, нели, републиканскиот Рим, ја освојува Македонија и сите овие кралства, нели, и тој сега го носи, да речем така, Малтерот, една нова цивилизација, цврста која што е видлива, бидејќи обстојува до ден денес, значи не е оној плитерот што ја чини суштината на раноантичката цивилизација. Тие не го познавале Малтерот и сега ние од денешки имаме нов слој на градови, римски градови, визави оние постарите, кои што обстојува до денес и ние сме горди, ги славиме, тоа се Хераклеа, Скупи, Стоби, нели, Баргала и така натаму градови, кои што, со право, да речем, може да бидат репрезенти на македонската култура и туризмот, нели, да се вклучат во развојот на локалните општински заедници. Вие, професоре, најверојатно сте единствениот археолог на Балканскиот полуостров кој што го има целиот свој научен опус
насочено кон истражување на старите градови и тврдини во Македонија. Како можеме да ги класифицираме, бидејќи вие безмалку имате изградено една археолошка мапа на стари градови и тврдини? Што крие македонската почва? Што вие за вашиот полувековен научен истражувачки опус имате откриено? Па вака, ние како македонски археолози направивме еден огромен исчекор некаде 70-тите години до крајот на векот, 20-тиот век, кога во 1996 година се публикуваше вториот том на археолошката карта на Република Македонија во издание на Македонската академија на науките и уметностите и археолошкиот музеј на Македонија. И тоа е, како да речем, таму оние старите 30 на општини и некаде огромен број, негде 4.500 и скоро 5.000 археолошки локалитети. Но гледате сега, таму има класификација, кажано, опис, позиција, меѓутоа нема некоја валоризација на тоа што е, да речам, по-високо вредно од цивилизацијски аспект, а што останува на рамништето на културите. Нели, културата, отворени села, обичен народ кај што живеа, а визави, нели, цивилизацијата, градовите, нели, и утврдувањата. Се што е опфатено со одбранбен зид, нели, заштитен. Сега тоа започна да го прави, да го работи, да го истражува професорот доктор Иван Миколчич на Филозофскиот факултет тука во Скопје. Тоа беа неколку повеќе, да речам, проекти. Јас се вклучив во 1975 година во август месец и тоа беше почетокот, јак почеток. Значи, одевме по долината на Вардар. Значи, гледате, професорот Миколчич успеа да направи голем опус, да публикува огромен број локалитети, меѓутоа еден вид на резиме од аспект на доцно римските утврдувања, фортификации, е публикуван во неговата студија околу 500 страници на германски јазик во Германија, нели? Die Spät Antike und Frühbyzantinische Befestigungen im Nordmakedonien, значи Минхен 2002 година. Таму се публикувани некаде 450 локалитети, утврдувања, градови и тврдини, од кои само за околу 200 горе-доле има планиметри и се гледа дека таму сме биле, он бил, нели? И тоа е. А што е со остатокот, нели? Уште околу 250, тие, можам да речам, како добар негов ученик, сите ги имам во меѓувреме посетено, но не само нив, туку и таа бројка ја качив на околу 800 вкупно утврдувања посетени. Посетени, тоа беше борба, тоа беа битки, нели, експедиции, и сега го имам тој материјал во хартија, што се вика, во илустрации, така натаму. Па сега, она што е интересно, во меѓувреме излезе и една алатка на Агенцијата за катастар на недвижности, една карта, која што, еден портал кај што успеав да откријам уште околу 150 локации, кои што малку ме плашат во овој момент, бидејќи јас сега уште можам да одам на терени и одам, нели, сега имаме некако околу 30 локалитети годинава само посетено. Меѓутоа, тоа е задача, па мислам, со колегите, со помалите колеги, сето тоа би требало да се посети. Бидејќи тоа се еден вид на временски капсули, што би рекол вредните раце умови на нашите предци, кои живееле тука на територијата на Република Македонија, не ги испратиле, не дека тие имале, едноставно се живеело, или било нападнато живеалиштето, па урнато, па никој може не се населил, или преку тоа повторно се живеело. Меѓутоа, тоа се пораки што ние денес треба да ги искористиме, нели? И да видиме ова, како што рековте, да се направат класификации, да се види што е град, центар, што е, да речеме, крајпатен, тие кастели има повеќе категории, како што реков, таму беа, нели, кастели спекули, наблюдувачници,
кај што се палел огин, нели огинот на пример во ноќно време во едни идеални услови може да се види на 260 километри. Значи го цитирам тука академикот Јоханес Кодер од Виена, кој што он го кажува ова, истражувајќи го сигналната линија, нели, истражувајќи ја од вратата на родите кон Константинопол, каде што Цариград се брани од арапите, некаде 650, таму во 7 век, и тој се обидел да ги открие. Таму се споменати 9 точки, кастели, од кои само 2 се познати каде се, убицирани. Нели? И меѓутоа, тоа е тоа. Кај нас, например, се помали тие дистанци. И ние имаме, например, во Македонија систем, еден централен имаме долж долината на Вардар, значи, јас го нареков аларм за Тесалоника, бидејќи сигналите во доцната антика во прво мислев дека е само 6 век, но излезе дека и од 4 век веќе се прават такви, започнале обидите да се пренесуваат сигналите некаде од Дунав преку Морава, нели, нашиот Вардар до Солун. Значи тоа е нешто што ние, јас на пример реконструкција направи со 9 точки низ Македонија, 8 се извинувам точки. Малку имам проблем на просторот помеѓу Зелениково и Велес, меѓутоа сега открив 2 кастели, што треба се доста тешко достапни, но ќе се обидам оваа година таму некаде октомври да ги посетам и барам, нели, луѓе кои би се осмелиле да дојдат со мене, бидејќи тоа ќе бидат така не баш екстремно, но напорни експедиции ќе бидат. Тие се 2 експедиции. На едната ќе одиме од кај Зелениково, на втората ќе одиме од кај Велес. Сега други видови категории имате, например, ниски кастели. Ете, као минатата година откривме еден што потполно не беше познат во долината на реката Вардар, кај село Смесница, доцна антички кастел, нели, 4 век воглавно. Меѓутоа, тоа е фантастично. Ти 2025 година откриваш нешто што не е видено. Пазите, пак ќе нагласам, она што е прва категорија, тоа се точките, локалитетите со цивилизацијски карактер, на кои ние треба час поскоро да им посветиме внимание. Половина век истражувате активно, се уште се откриваат нови локалитети, нови градови и тврдини. Од вашиот полувековен опус, од археолошките пронајдоци, или како што знаеме ние археолозите да кажеме, наоди, што посебно може да издвоите како еден ваш фаворит кој што ја репрезентира македонската култура и традиција од минатото? Јас, како и сите, ние се гордееме со цивилизацијските центри, нели, со градовите, кои што се со помал или поголем успех, со променлив успех, убицирани. Ние како археолози по дел, нели, се обидуваме да ги убицираме оние градови кои се споменати во историските извори. И така, например, ајде сега да речам најголемиот антички град Скупи, точно се знае каде е, например. Меѓутоа, еве да речам, Тит Ливи споменува во еден поход на македонскиот крал Филип Петиот, дека Филип го освоил дарданскиот град Синтија. И сега ние знаеме дека дарданците немале градови, нели? Сам целата територија на Скопско-Кумановски регион, кој што е освоиле во еден момент дарданците, па и Полог, исто и Косово, во неја живееле пајонските агријани. Дарданците не постоеле во оноја почетокот на вториот милениум пред новата ера во таа зона. Меѓутоа, во еден момент, онаму од, да речам, 8-миот, 7-миот век и 6-тиот поготово атакуваат, нели? И сега тие го држат во времето на нападите на Рим, на Македонија, го држат Скопскиот регион. И сега ние Тит Ливи вели Синтија. Тоа би можел да биде единствено, ете според мене, градот Исар Студеничани. Значи таму најдовме при едни краткотрајни истражувања пред да не избркаат, нели,
монети на Тесалоника, Пела, Амфипол, а тоа се монети, например, што Филип ги дава како војнички плати на своите војници. Тоа е доказ. Инаку, во целиот Скопски регион нема негови монети, нема Тесалоника, нема Пела, нема Амфипол, нема автономна Македонија, нормално Филип Пети Персен, тие монети ги нема. Најјужниот е на тој локалитет. Значи, он најверојатно влегол и тоа, според Леви, тој отишол прво во Пелагонија, па потоа го освоил градот. Значи, он најверојатно се спуштил по долината на реката Бабуна и поминал на оние Превој и Дурмишевец и влегол, нели, на западниот Вардарски пат, на кај Зелениково и дошол до тоа е тоа. Сите овие ваши истражувања, професоре, вие ги имате стручено во повеќе од 250 научни публикации, трудови. Доколку може нешто повеќе да ни кажете и што актуелно и тековно се случува од ваша страна, што спремате, кажавте дека спремате книга за Старо Бонче? Па да, добро, Старо Бонче тоа е иницијативата на професор доктор Антонија Екимовски, тој со години е таму присутен, ја му бев нешто како советник, нели? И јас се гордеам, исто сум коавтор, нели, во книгата, тоа ќе биде прекрасна студија. Инаку низ годините ја имам, публикувано доста материјали, разни теми, главно и други видови, нумизматиката, посвети внимание на нумизматиката, на реков камената пластика, нели, градежната керамика, на теговите, например, во античко време и на други видови, да речеме, некои типологии, например. Во последно време, некаде, би рекол, од 1994 година, ме привлекува темата на експанзијата на античкото кралство Македонија на север, во овие наши помали кралства и кнежевства, со една, да речем, научна љубопитност, да дојдам до реални информации, колку ние имаме, колку сме биле, нашата територијата на Република Македонија, дел од античкото кралство Македонија и публикував доста работи, има повеќе десетини статии, книги има, например, да речеме, паралелно се истражува, се публикува, меѓутоа се уште не пуштив, не публикував еден корпус на утврдувањата и тоа тука нема политика, гледате, тука само наука. Значи, ќе се обидам, се надевам, постојано велам оваа зима, поминуваат зимите. Значи, никако да дојдам се уште нешто да се доистражи. Неодамна најдов една фантастична, еден кастел, би рекол временска капсула, монети на Александар Македонски, монети на Аполонија и Дирехион, со кои Рим ги плаќал сојузниците, локални некои тука момци желни за борба против Македонија, потоа македонски монети, Пела и еден римски квестор, Гајтами и Публили, што кажува дека Рим веќе каптурирал тука. Значи, тоа е фантастично. Тоа за среќа неа до грабиле запознали легалните трагачи. Значи, тоа би бил корпус на рано античката цивилизација, но не може да се каже така, бидејќи јас ќе работам, ќе публикувам тука само планиметри на утврдувањата, нумизматика, нумизматички материјали, оружје, она што е поинтересно, нели? Во контекст на ова сега што го говорите, професоре, каде може ние Македонија да ја позиционираме на мапата на светското културно наследство? Значи, гледате, она што треба да се сработи, тоа е свест за можностите, свест кај локалните општински управи за можностите и таа свест не може преку ноќ, туку би требало неколку години веројатно да се работи, да се направи можеби некој модели, нели? Луѓето уште не гледаат некако можност да се заработува со некои, да речем, исклучоци од археологијата. Значи, некои земји, знаете како, отиди тамо во Турција, цели туристи, реки секој ден, шејтан, софра, како тоа е момент кај што сонцето пред да зајде во морето исчезнува. И вели шејтанот, ѓаволот го крадел сонцето. Нели? Па тоа се евреи
еври тие какви пари заработуваат од нешто што не е ни археологија, ни ништо, феномен, некој визуелен, нека оптичка варка што би рекле. И сега, а ние ги имаме овие места, например, и сега гледате по дефолт, општинските управи се собственици, општините се собственици на нивните археолошки локалитети. Ние кај нас имаме голем проблем, не сите општини имаат музеи, например. Некои градови, например, како Валандово, нек ни се чу прекрасна вест, дека Валандово ќе добие музеј, дај Боже, нели? Ја би го истакнал тука и Демирхисар. Таков Демирхисар што има град Бријанион, нели? Антички град, ран град, да нема музеј, има дом на културата, би требало и тука да се прави. Не дека се луѓето нешто не криви или било кој. Едноставно не е созреано, не е дојдено, треба да се бориме да се работи, значи таа линија општина, министерство, влада, приватен сектор, нели, да се работи, да се направи некој модел, збирка, да се најде начин, пазите како да се заработува. Благодарам професоре што ја прифативте поканата и ви благодарам што одвоивте ваше време за да дадете голем опуз на тоа што вие го имате истражувано.